Најпрво добро утро, добар ден. Ете еден убав настан во кој што градот Скопје како град, како институција се придружува на градовите ширум светот во напори да се стави крај на епидемијата на ХИВ вирусот како закана за јавното здравје и тоа по можност до крајот на 2030 година, значи една декада од сега. Преку потпишување на оваа Париска декларација, нешто што го направивме денес, сакаме да ја потврдиме нашата заложба како град, меѓутоа и мојата лична заложба како човек и градоначалник за унапредување на колективното здравје во нашиот град, но и во целиот свет, и да придонесеме за намалување на појавата на новодиагностицирани случаеви со овој вирус. Свесни сме за потенцијалните ризици од ХИВ-от и AIDS, туберкулоза и вирусен хепатит и одговорно се вклучуваме во националните напори за заштита на здравјето и благосостојба на населението. Благодарност за присуството и поддршката на денешната манифестација на министерот за здравство, господин Веко Филипше, и до вчерашната министерка за труд и социјална политика и сегашната министерка за труд и социјална политика, така што мислам дека самото ваше присуство многу дава пораки за понатамошното, да речам, понатамошната институционална заложба. Како еден од ретките балкански градови кои се приклучиле на оваа иницијатива, апелирам до останатите градови, особено градовите во регионот, на Балканот, да се придружат на напорите да ставиме крај на вирусот во наредните 10 години за да обезбедиме поздрави општества и растење на новите генерации. Заложбите кои водат кон подигање на свеста на граѓаните во град Скопје за проблемот со ХИВ/AIDS, преку нивно информирање, едукација, а со тоа и превенирање на несакани последици, содржани се во локалната стратегија за заштита од ХИВ за периодот од 2016 до 2020 година. Преку програмата за социјална, детска и здравствена заштита, градот Скопје континуирано обезбедува поддршка на активности кои се насочени кон превенција на преносливи болести, намалување на штетите од употреба на дроги и здравствена едукација. Во изминативе години, особено во изминативе 2 години и како градоначалник и како претходно како кандидат, остваривме и воспоставивме одлични релации со граѓанскиот сектор, и таа соработка и тие релации се базираат на соработка за унапредување и почитување на човековите права и уважување на еднаквите избори и еднаквите можности. ХИВ е вирус за кој што се уште за жал не постои лек, но искуствата покажуваат дека со сеопфатни мерки од здравствена, социјална, правна и општо културолошка перспектива може да се спречи понатамошното ширење и да се постигне ефикасната заштита на населението. Превенцијата има клучната улога во намалување на бројот на новозаразени лица и секако намалување на последиците од болеста. Половина од новодиагностицираните случаеви на ХИВ во нашата земја се појавуваат кај жители во Скопје, што потврдува дека епидемијата на ХИВ е всушност сконцентрирана во урбаните средини, особено во големите и главните градови. Само во минатата година околу 30 од новодиагностицираните случаи биле жители на нашиот град. Ова за нас и за мене е предизвик на кој вреди сериозно да му се посвети внимание. Затоа посветено работиме за да создадеме и одржуваме здраво општество, бидејќи само така може да градиме среќна иднина, не само за нашите сограѓани, туку и среќна иднина на граѓаните и во државата, и во регионот, и општо во светот. Благодарам.